Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Александар Георгиевски, градоначалник на општина Илинден, доктор Фики Гаспар, психолог, и Ѓорги Стојчевски, претседател на Галоп Битолска конјаница. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас до 11 часот и добро утро велам за сите вас кои сега се будите и сега се вклучувате на програмата на Канал 5 телевизија, но и сите вие кои што не следите од 6:45 часот, заедно ги следите нашите теми. А добро утро велам и до Цеца, мојата драга колешка, пред да ги најавиме Цеца и гостите кои што веќе ни дојдоа во студиото. Така, Бистрче, официјално пред гледачите, пред камерите, добро утро. Верувам дека уживаш заедно со гледачите од рано изутрина. Јас себе подоцна станав, како што кажа ти, можеби подоцна станувате, јас не подоцна. Време за првото утринско кафе се разбира со вас, почитувани, и со нашите гости. Обожавам кога го пијам заедно со нив и верувам дека ќе имаме убави разговори во продолжение. Да. Не пијате гостите кафе, не знам зашто не ги пред реклами. После ќе видиме. Да. Какао. Какао, добро, може и тоа. Јас ева вода пијам. Не пијам кафе исто, ама секој со своите ритуали. Да. Веднаш ќе ги запознаеме Цеца нашите гости, како и гледачите кои што не следат. Веднаш до мене е доктор Фики Гаспар, психолог. Одлична тема имаме да најавиме едни психолошки во моментов кој што се одржуваат на град Скопје. Всушност, вие со град Скопје го направивте овој проект, бесплатни психолошки сесии за средношколците. Одлична тема имаме, да слушнаме за што станува збор. Добре дојдовте. Така, добро утро и од мене. Да, интересна ќе биде темата, малку ќе ја представиме, тоа е во форма на проект. Да. Во интерес на сите ученици, средношколци на град Скопје и се надам ќе поминеме убаво. Да, верувам дека ќе биде така. Веднаш до вас градоначалникот на општина Илинден ни доаѓа, господинот Александар Георгиевски. Добре ни дојдовте и со вас имаме да најавиме 30 години постоење на општината Илинден. Добре ве најдов и благодарам на поканата и беше пријатно ќе вас во студио. Така, имаме час и половина да зборуваме на сите овие теми. И добро утро до Ѓорги Стојчевски, претседател на Галоп Битолска конјаница, и со вас имаме исто убав настан да најавиме. Почнувате на 26 јули, односно тргнувате на 26 јули, се до големиот празник Илинден. Добре дојдовте од Битола, Ѓорги. Добро најдовме. Малце проблематично патувањето наше, али сепак стигнавме на време. Како дојдовте? Не дојдовте со коњи, тоа ни кажавте. Во Скопје со коњи треба да се иде. Со коњи можеби побрзо ќе стигнете. Да. Какво беше патувањето, да, со оглед на невремето, кое што нели се зборува во текот на целиот ден, дали беше проодно по патот до Скопје? Да, супер беше до Скопје, но Скопје заради невремето сигурно има поголеми се толку гужвеста. Да, поголеми се гужвета, но верувам дека ќе се среди и ќе биде. Само си наоѓаме причини да кажеме зашто има гужви. Зашто да време има гужви во Скопје, така што ништо ново. Ама можеме само на самиот почеток да споменеме што се случи во Битола во однос на невремето. Кажавте дека малку помирно било. Поблаго беше, поблаго. Не, фала многу спонемавме толку катастрофални дешавања. Добро, убаво да се слуша. Тоа е важно, да, тоа е важно да помине секако што треба. Ѓорги, веќе споменавме на 26 јули на големиот христијански празник Архангел Гаврил, почнувате со благослов и со молитва од страна на митрополит Приспанско и Пелагониски господин Петар во црквата Архангел Гаврил во Битола. Од таму тргате. Патешествието ќе се одвива низ неколку населени места, се додека да стигнете до Крушево за големиот празник Илинден. Да слушнаме за овој настан малку повеќе. Да, точно така. Значи, без благослов не бива ништо. Затоа ние го имаме нашиот Преспанско-Пелагониски митрополит господин Петар да ни даде благослов како што доликува и да го започнеме патот на илинденците. Така ни се вика и проектот, а воедно и тоа е така го нарекавме заради тоа што поминуваме ни сите села кои што поминувале илинденците за да стигнат до Крушево. Тргнувањето е од офицерски дом во 12:30. После благословот во 12:30 тргнуваме од офицерски дом низ Широксока, како што доликува со зурли, со тапани, имаме и играорци, деца од етно Илинден од селото Ивањевци, кои што не поддржват и идат пред нас и ние со коњите да го разубавиме градот Битола, да му дадеме едно
многу дешавање во градот. Секогаш ние секоја година имаме нешто поразлично. И по тоа сме и препознатливи заради тоа што да не биде монотонно едно друго. Потоа се движиме по булеварот и до селото Цапари, каде што во селото Цапари имаме голем настан со 150 деца игрорна група, Гоце Делчев Битола. Потоа и годинава и новото што дечките од децата мали од село Цапари направиле со својата наставничка Славица, направиле посебна хореографија со цел да се представат на тој настан и историски говор, положување на цвеќе и читање на заклетвата на 93 загинати илинденци во село Цапари. Тоа е село кое најмногу придонесило за илинденското востание и првата битка започната од таму на Ѓурѓовден. И секако дека настанот мора да се заокружи со забава, затоа ќе се погрижат Уникат бенд, Филип Чуруковски и Марија Митревска. Така. Одлична програма, навистина. Браво. Да, нашата е набилдана програма, да речам, и малце комплицирана, знаете како многу луѓе има Многу организација треба, многу Треба работа. ли фала му на дечките што сите придонесват, сите се поддржваме меѓу себе. И фалам на спонзорите што не поддржват и спонзорите од диаспората кои што се тука за нас, за да сето ова биде прекрасно. Рачунајте дека на 27 продолжуваме за село Стражево, каде што ние пиеме вода од Стражевското езеро, али фала на Господ се е чисто, се е средено, си се грижи добра грижа имат за водата и таму е забранет пристапот, затоа мораме да вадиме посебни дозволи за да се движиме околу езерото. И на 28 сме во селото Смилево, каде што престојуваме во храмот Свети Петар и Павле и положуваме цвеќе на гробот на нашиот војвода Даме Груев, кој што е еден од најзаслужените за илинденското востание и секако дека на 29 следува село Слепче. Исто така имаме таму голем настан, игрорна група Кутилинден од Демихисар, потоа имаме историски говор и тука иди наред пресконференцијата за нашите 3 патриотски спотови, кои што ќе збораме малце покасно и се разбира дека забавата може да почне, тоест да продолжи, со Уникат бенд, Филип Чуруковски и Марија Митревска. Богата програма, Да, навистина. на 30 сме во село Бирино, тоа е одма селото Подмечкин камен. 31 се спојуваме заедно со Скопската коњаница од Горно Лисиче што тргнува, Кичевската коњаница и останатите за да направиме едно дефиле низ градот Крушево. Исто има и на први дефиле и втори сме на Мечкин камен. Одлично. Водители објасни секој кој што сака да биде дел или да присуствува на овој настан, мислам дека веќе си го организира времето. Да. А кога сме на тема настани, затоа ни е градоначалникот на Илинден ова утро тука. Споменавте со бистара дека годинава одбележувате 30 години постоење, најпрво честитки за овој јубилеј и верувам дека се подготвувате за сериозен настан и сериозна прослава. Така е, годинава Општина Илинден прославува 30 години постоење и мислам дека не само Општина Илинден, многу општини во Македонија, сигурно половината го слават, оваа година слават 30 години, затоа што најголемата реформа во локалната самоуправа се случи 96-та година, па така да многу општини тогаш беа формирани, нели? Меѓу кои Општина Илинден, на што ние лично сме како граѓани на Општина Илинден особено горди што ете 30 години се развиваме како посебна самостојна општина надвор од градот Скопје и лично јас сметам, но тоа мислење мое го делат и повеќето од нашите сограѓани дека овие 30 години Илинден има неверојатен развој и развиток во споредба со претходниот период, една класична рурална средина. Сепак Илинден во овие 30 на години израсна во едно убаво урбанизирано место со многу инвестиции, со препознатлив веќе лик. Одлично. Што ќе се случува на 24 јули? Така, веќе спомнав дека ќе има и настани. Да. Ние, затоа што името на општината е Илинден, Илинден 2 август Илија ни е патрон
на општината. И затоа традиционално секоја година организираме случувања, еден вид хепенинг во општината. Секоја година тоа се одбележува, тој патрон со има официјален свечен дел и забавен дел. Вообичаено и на 24 јули ќе биде така, каде што самата прослава ќе почне со изведување на македонската химна. Ќе се потрудиме тоа да бидат нашите дечиња од нашите основни училишта во еден голем хор. Сега е летен распуст, па малку е потешко да ги обезбедиме. Да, се надеваме дека ќе дојдат во голем број. Со моје обраќање ќе има видео презентација на тековните случувања во општината и потоа ќе имаме музички дел каде што оваа година ќе бидат задолжени нели за забава на граѓаните и за прослава Антонија Гиговска и Јордан Митев. Така да ќе имаат и двајцата концерти, нели еден од фолк делот, другиот од нели поп делот, така да за сите вкусови, за сите граѓани и ги повикуваме сите наши сограѓани, но воедно не само граѓаните на општина Илинден, нормално и пошироко, сите останати кои што да дојдат во 20 часот на 24 јули во петок почнува настанот и ќе трае додека нели, нормално има интерес, има луѓе. Додека има публика. Додека има публика. Одлично, нешто подоцна може да споменеме и за најголемите проблеми кои што ги имаат жителите во општина Илинден и што вие променивте кога дојдовте на власт. Но да споменеме малку за сето она кое што се најави пред малку. Град Скопје обезбедува бесплатна психолошка поддршка за средношколци, а ово официјално го објави градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски со Фики Гаспар. А може да ни споделите малку повеќе за што се работи и како функционираат овие сесии? Така да, со град Скопје имаме доста убава соработка. Ова беше нешто кое што го разговаравме заради сите настани што се случува. Нели имавме некои настани во однос на врсничко наследство кои што беа вистински вознемирувачки за граѓаните. И врз основа на тоа кога разговаравме што би можело да вклучиме во однос на секторот образование и како можеме ние како здружение нели со нашите терапевти, со нашите психолози и психотерапевти да помогнеме и да се вклучиме во работа, во некој проект кој што ќе биде од интерес. Заради тоа што врсничкото наследство е тема која што за жал нели се уште е доста актуелна, се уште има многу случаи кои што вознемируваат, се одлучивме да направиме нешто во однос на тоа. Со тоа што заради одредени истражувања и одредена проценка одлучивме да ги вклучиме и болести на зависност, како и општо да овозможиме психолошко советување и психотерапија. Целта ни беше покрај работилници, имаме и 10 работилници кои што ќе се организираат, веќе една направивме во Даре Џамбас. Имаме уште 9 кои што се наменети да ни ги опфатат теми врзани за наследство, теми врзани за болести на зависност, наменети за стручните лица на училиштата, но и за представници од родителите на самите деца од тие училишта. Ги опфаќаме сите 23 училишта, средни училишта, кои што се под град Скопје, но главната работа на самиот проект или посебната работа, ајде така да кажеме, тоа што им овозможуваме на семејствата на сите тие ученици да дојдат на психолошко советување, на психотерапија. Нешто кое што инсистира од страна на град Скопје, затоа што ја знаат, ја следат работата, ја знаат тежината кој и колку е тешко за жал денес да се обезбеди едно семејство да обезбеди, ги знаеме како се комерцијално како се движат цените и затоа одлучивме така да пристапиме и изненадувачки, затоа што почнавме во јули, очекувавме да нема голем интерес, барем до почетокот на септември, пошто нели тогаш ни се враќаат децата на училиште, сега главно фокусот на семејствата и на младите име нели во одморот, во лето, но изненадувачки се пријавија доста семејства. Да, тоа јас ќе прашам, нели сте на распуст? Да, на распуст се, но се пријавија доста. Потребата е голема. Да. Потребата е голема, се работи па и за голем број на ученици, но потребата е вистински голема, а и веќе стигма нема таква како порано за психолошко советување. Луѓето јасно им е дека нели човекот треба да се грижи за своето ментално здравје, ментална хигиена, личниот раст и развој е важен за човекот да може да, посебно за младите кои што поминуваат низ
таков процес на технолошки напредоци, ковидот ќе го спомнеме, кој што доста напрека младите промени заради начинот на промена на социализација, затварање дома, па и за повозрастните, но главно еден склоп на активности кои што очекуваме да ни даде доста резултат, а исто така ќе го подкрепиме и со наше истражување интерно, кое што треба статистички да ни представи, нели, каков ќе би бил бенефитот од ова, затоа што целта со град Скопје ние на очекувани позитивни резултати, доколку ги потврдиме, да го прошириме проектот и да опфатиме други терапевти и од други здруженија, од други институции кои што ќе ни се вклучат, се со цел да може, нели, да направиме подобар резултат. Така, за среќа во Македонија навистина имаме многу психолози и за жал голем дел од нив и немаат работа. Мислам дека во овој случај баш би се нашле двете страни, би било. Да, имаме одлично. многу квалитетни терапевти, имаме терапевти кои што вистински инвестираат во себе и во знаење. Кај нас има доста школи за психотерапија кои што работат, кои што се лиценцирани од Европската комисија за психотерапевти, така да имаме стварно квалитет кај нас кој што треба да се искористи. Да. Рековте дека, извини би се само што дека имавте веќе една работилница во Дара Џамбас. Да. Како помина истата, каков беше интересот таму? Одлично помина, со оглед на тоа што беше на 30 јуни. Да, и како изгледа една работилница? Што се случува таму? Ова ни беше повеќе запознавање за проектот, значи на сите психолози беа присутни од школите, беа присутни поголем број на представници од училиштата, кои што самото училиште смета дека би имале најмногу бенефит од работилницата. Главно го представивме проектот. Во соработка со нив се договоривме како да пристапиме кога ќе се вратат од септември према семејството, пошто и тоа е нешто кое што треба добро да се изменаџира. Нели, имаме одредени семејства на кои што треба да им се овозможи тоа да дојдат и да им се укаже дека одредени промени се случуваат, нели, во процесот на образование кај нивното дете, но и докторката Павлина Васков, која што има богато искуство од болести на зависност, почна со своето прво предавање да ги запознае кои се дефинициите за зависности, како функционираат, но во наредните работилници ќе навлеземе малку повеќе во специфичните моменти што се очекува каде да се обратат, со тоа што посебно ќе пристапиме кон зависности од игри на среќа, од наркотици, од алкохолизам. Тоа што сакаме да го постигнеме, што пробуваме да го постигнеме, да не биде класична работилница само која што ќе пренесеме знаење, туку сакаме и да изградиме и момент каде што доколку се најдат во таква ситуација семејствата и стручните лица да знаат како да постапат и каде да се обратат, за да може, нели, да може да има континуитет на решавање на проблеми. Така. Како да се пријават? Тоа е многу важно што не спомнавме, како да се пријават, бидејќи станува збор за малолетни лица, треба да дојдат со родителите да ги пријават. Да, секако, тие што се малолетни мора родител нормално да се вклучи. Може да ги видат на нашите социјални мрежи, на Асоциација Гаспар, на Лумен, кој што ни е партнер во проектот, кој што е исто здружение за психодиагностика, психотерапија и за психолошко советување. Секако со град Скопје може да контактираат да им ги дадат сите информации, а главно очекуваме од училиштата, за кои што сме веќе договорени, да ги запознаат сите со нашиот проект и со можноста која што имаат да дојдат, но некако и некои од порталите споделија, така да мислам дека веќе се запознаени барем од начинот на кој што имавме интереси и јавувања. Имаме посебен телефонски број кој што е достапен само за врзан за проектот, на кој што може да се јават. Се јавија доста граѓани, чисто да се исконсултираат, се јавија и многу кои што децата им се од основно училиште, кои што прашува, нели, дали има и за нив таква услуга, со која што веќе со некои општини сме во контакт и покажаа интерес дека сакаат да исто така да овозможат за и очекувам дека повеќето општини ќе вклучат некој начин на функционирање врзани за вакви услуги. Со тоа што кажавме, нели, има доста кај нас професионалци што работат
кои што можат баш да се поделат соодветно и да покријат. Да. Верувам дека ќе се пријават многу, бидејќи од корист како за учениците, така за родителите, но и за наставниците. Кажавме, имаме доста врсничко наследство во овој период и дека ќе влијае позитивно врз учениците. Градоначалник, споменавте и вие дека општина Илинден станува се попривлечно место за живење, многу нови градби може да се забележат во општина Илинден, што е одлично, особено за младите брачни парови, кои што општина Илинден би ја одбрале како место за живење. Па од тука и некако природно ми доаѓа прашањето да прашам колку денес чини квадрат стан во Илинден и дали сметате дека цените се се уште достапни за оние млади семејства? Интересно прашање. Прво ќе се задржам на онова, нели, дека општина Илинден станува интересно место за живење пред се на младите, и така е. Морам да го потврдам тоа дека општина Илинден е од ретките можеби општини која што и доживува и има раст на население изминатиот период, и ние тоа го забележуваме на локално ниво. Голем е интересот за купување на плацеви за куќи, но и станови, затоа што имаме и стамбени згради на територија на општина Илинден. Факт е дека се тоа што се случи изминативе години, каде што радикално и рапидно се зголеми, нели, цената на метар квадратен, не одмина ни нас, и во Илинден е многу зголемен квадратот. Сега точно, нели, како цена е неблагодарно да кажеме, нели, но еве ќе кажам дека е сигурно помалку од централниот дел на Скопје или од градот Скопје, но сепак е висока. Е високо до што ги имам информации, што ги гледам по договорите, нели, купопродажни кои што поминуваат из општината, дека над 1000 евра веќе достигнува дури до 1500, зависи во кој дел и каде, така да за Илинден тоа е сериозна бројка. Но тоа е проблем кој што генерално еве го имаме како држава, каде што недвижнините многу порасна и тешко дури може да се исконтролираат во овој сегмент. Но ете, ние генерално гледаме да Илинден го задржиме како убаво место за живење. Веќе имаме ние, како што напомнав, стамбени згради, но веќе нови маркици за нови стамбени згради изминативе 5 години не се издаваат. Таму кај што се градат стамбени згради, тие се од претходно маркици. Се трудиме да бидат, ако веќе има, нели, голем интерес и каде што има простор, да бидат помали згради, односно А1, каде што до максимум до 4 стамбени единици. Така да тоа е начинот кај што сметаме дека Илинден треба да се движи нормално во индивидуалното домување со куќи и дворови, како што и доликува на една населба од наш тип. Но секако тука сме и ние да помогнеме во тој дел со изградба на инфраструктура. Се трудиме изминатиот период да вложуваме во инфраструктурата и во новите делови кои што каде што се развива Илинден, имаме нови населби кои што се подигнуваат, така да гледаме да го пратиме сето тоа и општината да послужи како еден партнер во сето тоа на граѓаните кои што и оние што одлучуваат да се доселат кај нас, пред се на оние што живеат, но и на оние кои што го бираат Илинден како нов дом, да им биде попријатно за живење. Така, да, затоа што младите брачни парови особено ја гледаат прво цената, нели, на становите, па потоа да се го оформат и семејството доколку сакаат. Така, многу детно условите и сите работи, така. Имаме изваредна положба и како општина, надвор сме од оние класични градски кужеви, малку сме понадвор, место положбата на општината е идеална, тука имаме Илинден е препознатлив и по индустријските зони. Имаме многу индустрија на нашата територија, најголемата индустријска зона Тризот, Скопје 1 и Скопје 2 индустријските зони, или популарно наречени Бунарџик, са нашата територија. Тука е аеродромот кој што е на наша територија, Окта рафинеријата е на наша територија. Земјоделството да не го забораваме. 5-6 економски други зони, исто така и земјоделието е активно, но за жал морам да констатирам дека изминативе години и децении полека земјоделието се намалува и имаме се помалку и помалку активни земјоделци кои што се бават со земјоделие. Со самиот пораст на цените, некако граѓаниве поинтересно им стана земјоделските земјишта да сакаат да ги продаваат и трансформираат во градежни парцели, зашто интересот е голем. И за жал пак ќе речам дека се помалку и помалку имаме земјоделие, а една од клучните гранки за развојот на општината и генерално на државата. Така на општеството.
така и на општеството, затоа што без земјоделие, без производство на храна стануваме зависни, стануваме увозно зависни и овие проблеми што ги имаме со ценовни шокови, каде што имаме проблеми во малопродажните цени, во добар дел се должат и на тоа. Затоа што Македонија се помалку и помалку произведува, има собствено производство на клучните гранки во земјоделството. Сето тоа влие на тоа да нашите или имаме недоволно производство или нашите клучни гранки не произведуваат толку или не се конкурентни со странските, кои што се многу поконкурентни, затоа што имаме од странство земјоделието, само ќе ја земам за пример соседна Србија, каде што тоа се огромни стопанства, огромни блокови, здружени стопанства и така натаму. Македонија генерално се потпира на индивидуални земјоделци, индивидуални стопанства, каде што имаат многу малку земји и сами се немоќни во големиот пазар. Така да мислам дека треба тука целокупното општество и државата да се насочи кон тоа да Македонија произведува повеќе храна, пред се за самите граѓани, но зашто не и за извоз, каде што и бевме препознатливи изминативе децении. Имаме идеални временски прилики за тоа да го правиме. Да, совршена почва. Да. Не само почва, туку и интерес треба. И кај младите, нели велите, треба интересот да расте кај младите, за да може да се вложува во земјоделието. Ние дури имавме некоја мерка, веќе се надобрзам, каде што даваме бесплатни анализи на почвите и секој земјоделец во општина или имаше повик каде што или не мора да е земјоделец, кој што сака да испита нели својата нива, почва и така натаму, можеше да се обрати до општината. Ние заедно имавме договор со факултетот за земјоделски науки, каде што правевме анализи и точно се професори, референтни професори од факултетот ги прават и извештаи, дури персонално и лично можеа да дојдат граѓаните да им се објаснат нели анализите, како треба, што треба за ѓубрење, за одржување на тоа земјиште и која ќе биде најдобрата култура која би се засадила нели да има повратен ефект. На тој начин да сакавме да помогнеме, да го стимулираме колку толку да земјоделието. Имаше интерес? Па, ние го правиме во неколку години, но јас сметам дека не е задоволителен интерес. Не е доволно. И морам да констатирам дека и тие земјоделци кои што ги имаме, генерално се повозрасни луѓе. Ретко може млад човек да се најде. И гледам дека и Министерството за земјоделие дава на оглас парцели во општина Илинден, кои што се за земјоделско производство, но морам да констатирам и сега може на потешка тема е ова ваков тип на емисија, но ќе го кажам дека многу граѓани, не само граѓани на општина Илинден, и од страна земаат земјоделски парцели под закуп од Министерството за земјоделие, за жал не ги користат за земјоделски цели. Него се гледа интересот како сега таму некој објект да се направи, како тоа да се зафати, утре ден да може да се урбанизира, па да го откупат. Значи, се гледат низ таа призма, што помалку и оние земјоделци што се реални, ретки и што сакаат земјиштето да го добијат токму за производство, не можат заради овие другиве кои што би ги рекол ситни профитери. И за жал имаме и такви проблеми. Да, убаво да се сподели. Секако во Здрава Македонија сме отворени да слушнеме за сите проблеми со кои што се соочуваат жителите на било која општина, односно граѓаните на Македонија. Ѓорѓе, споменавте претходно дека ќе имате пресконференција на која што треба да најавите нешто. Повелете, успница е ваша, па најавете што треба. Ви благодарам многу, да, секако на 29 во село Слепче имаме пресконференција за нашите 3 патриотски спотови, кои што се направени со многу љубов, многу посветеност, да речем и храбри делови кај што имаше и сцени кои што не беа во план, предвидени, за да биде како што треба и да се покаже она што е нашето вистинското, мораше да се изведат. Имаше малку каскадерски работи. Ги снимивме спотовите за Ѓорги Сугарев, кој што оваа година е од 120 години од смртта на Ѓорги Сугарев и Ѓорги. Нормално мора да си се негува тоа. Спотот и песната за Методија Патчев. Методија Патчев е охридски војвода кој загинал во Кадино село Прилепско. Неговата песна е многу малце пеана и сакаме да ја возобновиме за да се слуша и да се пее се поќе и поќе. Сепак јас сум
по потекло од каде село Прилепско и мора да си ги негуваме корените. А идејата за Крушевска република, тоа е символот на нашето илинденското востание, е идеја на Филип Чуруковски, нашиот вокал, кој што ги испеа перфектно и за да биде една целина убава, за да се направат тие да видат како што треба, се погрижи голем број на статисти. Негде околу 70 деца, 70 луѓе бевме вклучени во тие 3 спотови, на 6 локации се снимаше. Се снимаше автентично на местата каде што вистина се воделе битките и според вистинитите приказни, за тоа ни помогна Никола В. Ристевски, тој е нашиот битолски писател, се до детал, да види како што треба, дури петлицата, што е петлица, да види како што треба. Аудиото го направи Мими Марковски, или Мими со југото. За видеото се погрижа Ване од ИНТВ и Стојан Стојановски. Голема продукција, многу голема екипа. Многу голема екипа, многу дружби и нештото ќе биде преубо. Промоцијата ќе биде на 2 август во Крушево. Така. А за сето тоа да биде така, му благодариме премногу на универзитетот кој го препозна нашиот потенцијал, кој препозна нашата идеја, македонизмот. Тоа е Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. И му благодариме од срце за тоа што не поддржа и ни се наши генерални спонзори. Како дојдовте до овие имиња? Зошто токму Ѓорги Сугарев, Методија Патчев, Крушевската република? Ке има ли за другите борци други видеоспотови? Како е се до тоа замислен? Да. Ова е нашиот почеток. И како што кажавме на едно наше народско, се почнува од Мејана. Добро, значи тука почнувате, тоа е проект. Да, почнува од Мејана и имавме идеја да ги направиме прве новие патриотски песни, па потоа имаме за идеја да направиме битолски, што сепак си имаме наши битолски песни како Спомени, која е прекрасна, Белјот ромбелјот и Кроце пајтони да лазат. Чи ви се овие идеи, Ѓорги, на битолската конјаница или од каде ги добивате овие идеи? Овие се наши идеи. Претежно на идеите работиме јас и Филип Чуруковски. И секако дека без дечките од Уникат Бенд и од битолска конјаница не може ништо да види. Ние сме едно големо семејство, што се поддржваме за се и секој сме заедно. Значи, секој сме заедно во сите работи, во сите обврски, секој има можност да даде идеја за следно како да види. Дури, како што кажа докторот, ние работиме и со психички работи. Сепак психичка терапија правиме со коњите, јаваме, уживаме во природа, кое што тоа е најбитно за да ги мотивираш младите. За коњите и за сето она што е поврзано со битолската конјаница, ќе слушнеме по рекламите. Ќе одморат малку гледачите, ќе се напијат кафе, како што кажа Цеца, или ќе го подготват кафето. Ви гледаме реклами и повторно се враќаме во